Добар ден, почитувани. Ова е магазинот за родителство 0+ месеци. Празниците носат радост, но и секојдневно грицкање благо од пакетчињата, чоколади и засладени сокови, нарушен сон и помалку движење кај децата. Како ваквите навики на краток рок влијат врз однесувањето, сонот и имунитетот, особено во сезоната на вируси. Зборуваме за исхраната, престојот на студено и најчестите грешки што родителите ги прават во зимскиот период. Гостин во студиото ни е професор доктор Александар Сајковски, педијатар. Останете на Телма. Како празниците влијаат врз здравјето на децата, ќе го прашуваме професор доктор Александар Сајковски, педијатар во Аџибадем, Систина. Професоре, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден и среќни празници. Добар ден, добро ве најдов. Ја пред себе би сакал да им честитам прво на децата. Среќна нова година и божикни празници. Нормално и на нивните родители и баби и дедовци, како и да е. И би сакал да им посакам во оваа новата година да дишат малку почист воздух, да јадат малку поздрава храна и да ја пренесат таа убава позитивна енергија што децата воопшто ја носат со себе. Така, бидејќи здравјето е најважно. Па објективно да. Во периодот на празниците, децата конзумираат многу благо. Од пакетчињата јадат чоколади, бомбони, лижавчиња, засладени сокови, тука се и грицките. Па како ваквата исхрана влие врз детското здравје на краток рок? Да, тоа е тоа е многу интересен феномен. Значи сите празници, не е само новогодишните празници, носат така да кажеме, ајде малце повеќе исхрана и за децата и за возрастните. Објективно е така. Мислам дека претерување со јаглено-хидратните исхрани од типот на чоколади не е баш сјајно, но многу е тешко да се избегне. Значи, тешко е да убедите едно дете кој ќе добие пакетчиња со доста чоколади и со доста благи ствари унутра, да не ги јаде, нели? Оти јаглено-хидратните, објективно јаглените хидрати ни се главен извор за енергија, нели, и ке децата и ке возрастните нормално. Меѓутоа не треба да доминираат превише. Најлошо од се е што дел од чоколадите се повеќе млечни масти отколку јаглени хидрати, па тие може да таложат други проблеми здравствени. Но она што за среќа ние барем во овој простор овде што живееме во нашава држава, имаме доста зеленчуци, овошја, нели, кои што може да се конзумираат, кои се објективно поздрави отколку само благите. Родителите забележуваат дека децата се преполни со енергија, понекогаш и раздразливи. Па постои ли некаква врска помеѓу внесот на шеќерите и хиперактивноста? Да, апсолутно, да, апсолутно да, постои. Значи, прекумерното внесување, значи, видите, јаглените хидрати, чистата гликоза носи 4 калории по 1 грам, нели, енергетски гледано. Мастите носат повеќе, меѓутоа децата не јадат толку масна храна, да кажеме. Протеините кај децата скоро и да не ги калкулираме како енергетски внес, затоа што им требаат за раст, така да на крај останува дека јаглените хидрати се главен енергетски извор и стануваат децата кога ги внесуваат имаат вишок на калории. Иако они трошат повеќе, драматично повеќе од нас возрастните, меѓутоа ако претераат, објективно и доаѓаат до прекумерна физичка активност. А дали внесот на прости шеќери и на индустријска храна може да доведе до некакви нарушувања во сонот, например потешко да заспијат навечер или пак да се будат во текот на сонот? Тоа е тема која што, ако смеам малку само да се вратам назад, значи од почетокот на првата индустријска револуција почнуваат клучните проблеми во исхраната на хуманата популација, вклучително на тоа и на децата, нели? Од тогаш, од откривање на парната машина и откривање на овие шеќери, да кажам, рафинирани шеќери, ние внесуваме исхрана која е хипер јагленохидратна и во однос и внесување многу на трансмасни киселини и други штетни молекули кои што може да бидат незгодни и тотално нездрави за метаболизмот на едно тело. Знаете, има тука еден феномен многу интересен. Кај доенчињата, значи бебиња, нели, во тек на првата година,
нивните резерви за јаглени хидрати се мали. Они трошат енергија доста повисока, некаде 6 пати повеќе од колку ние возрастните, меѓутоа мали се резервите и они треба да внесуваат јаглени хидрати преку мајчиното млеко, ако ќе дојде дохраната и преку дохраната, ама не само доминантно јаглени хидрати. Меѓутоа, како тој систем на исхрана, да кажам, нели, од првата индустријска револуција до сегашнава, сега можеме да кажеме дека сме у фаза на пета индустријска, не на четвртата беше компјутерска технологија, сега беше вештачка интелигенција. Луѓето немаат време за подготовка на, да речем, здрава храна или користење на здрави нутрициенти и онда тогаш се внесуваат повеќе процесирана храна и делумно јаглени хидрати во форма на ова што вие го кажавте, чоколади, разно типови на бисквити со чоколади кои што носат многу енергија колачи. И децата помалку спијат нормално. Исто така сега е зимски распуст. За време на распустот децата обично сакаат да бидат будни подоцна во ноќта, значи не сакаат да си легнат. Сега како ова нарушување на биоритамот влие и врз нивното однесување, но и здравието? Дневно-ноќниот ритам на спиење е нешто што се стекнува постепено, со тек на време. Зборам уште од кога ќе се роди бебето, па понатаму како оди уште во доеначка возраст и предшколска возраст, нели, кога се уградинка. Меѓутоа, постојат многу погрешни навики кај нас. Например, многу често родителите сакаат нивните деца, на деца кои што се, например, на возраст од 1 до 4 години, да спијат 2 до 3 пати во тек на денот. Тоа е многу. Значи, децата треба да во тек на денот бидат повеќе активни, повеќе да се, да речеме, со игра, со цртање, со, нели, играње, со играчки, со се она што треба да го окупира детето во тек на денот и да има максимум, зборам за деца кои што се 2, 3, 4 години, максимум едно дневно преспивање кратко од саат и пол и после тоа да можат навечер да легнат да спијат и да одспијат добро. За нас е сонот битен за децата, затоа што во фазата кој ќе заспијат, после тоа се лачи соматотропниот хормон кој што помага детето да расте. И затоа сепак децата растат во сон, да, тоа не е мит. растат во сон, апсолутно. Да, тоа е една од класичните клинички, мислам, она што е класична педиатриска школа, што го кажува, да речеме, и студии кои што покажа. И сега за време на празниците, децата јадат повеќе благо, помалку спијат. Што тоа значи за нивниот имунитет во сезона на вируси? Горно-респираторни, тука и грипот. Да, сега сме веќе голем налет на грипот, еве и сега, као и секоја година. Грипот доаѓа обично декември, јануари, а пикот го фаќа во февруари најчесто. Може и во јануари да биде. Меѓутоа, децата се денеска нападнати од многу повеќе други вируси, не само од вирусот на грип. Нешто доминира најмногу инфлуенца А, сега зборам овој период. Меѓутоа, нападнати се и од други вируси, како и од коронавируси, парвовируси и некои други вируси, кои што се актуелно присутни. И невнесувањето на адекватни минерали, олигоелементи, витамини, оние микронутрициенти што ги викаме, може да доведат до склоност повеќе кон инфекција. Затоа што кај децата имунолошкиот систем зрее во првите 6 години. Во првите 6 години он постепено зреејќи достига некое ниво кое што е од 45-50% од имунитетот на возрастните. И неспорно е, повеќе пати сме зборувале дека децата имаат право во првите 6 години да имаат поголем број на инфекции во тек на годината отколку возрастните луѓе. Но тоа се најчесто вирусни инфекции кои што најчесто поминуваат благо без потреба у користење на антибиотици и некои посебни други лекови, со исклучок на оние деца кои што имаат повторувачки респираторни инфекции, рекурентни што ги велиме, каде што имаат послаб имунитет, уште послаб од нивните дечиња, од нивните врсници, и каде што треба нешто да им помогнеме за да се засили, условно да кажам, малку имунитетот, за да имаат помалци инфекции.
Проблемот со инфекциите во овој период е нешто што го има секојаш. Меѓутоа го има затоа што имаме дечиња кои што живеат во групни средини, значи градинки, школи, нели сега е распуст, нели во распустот ќе се намали бројот на деца кои што се со инфекции, меѓутоа нивните родители ќе закачат некој вирус на работа или ќе го донесат дома. И ќе го донесат дома. И тогаш детето ќе направи инфекција. Дали со правилна исхрана и со зголемена физичка активност навистина може се подобри имунитетот и детето да реагира полесно на ваквите инфекции? Апсолутно. Значи, кога збориме правилна исхрана, денеска некои, можеби родители или постари баби и дедовци, како да кажам, ќе речат претерувате со терминот органска храна. Тоа не е претерување. Ако вие се вратите некои 80 или 100 години назад, во нашава држава не постоел термин органска храна. Луѓето јаделе органска храна. Така. Не прскале. Клучниот проблем на модерното време се тие модерни пестициди, органофосфати, хербициди кои што се користат во земјоделието, делумно и во сточарството, и кои што се отрови на модерното време, према начинот на нивната употреба. Они може да навлезат во телото на едно дете, да направат суптилни промени во имунолошкиот систем, кои нема одма да се манифестираат. Значи, детето јаде, например, сега, патлиџан кој што е многу прскан со токсични пестициди, тој нема одма да направи. Он ќе направи промената во имунолошкиот систем, но после година, 2 или 3, ќе дојде до некој тригер фактор, што може да биде и обична инфекција, да речеме некој тригер фактор или нешто друго, и да се манифестираат одредени болести. И затоа ние денеска во модерното време гледаме деца кои што имаат се повеќе автоимуни болести, малигни болести, алергиски болести, состојби на нарушување на имунитетот, во суштина. Така да, објективно, храната е клjuč за здрав имунитет. Дали тоа значи дека органската храна може да биде лек? Апсолутно да, ако така ја гледаме. Ако ја гледаме како форма на модерното време. Но знаете, кога споменавме пред малку во врска со органската храна, уште старите записи од Хипократ кажуваат дека он на постела на еден пациент кој го лекувал од улцерозен колит, према сликата, према описот што е даден, он има кажано храната може да биде лек за твојата болест. Постојат многу состојби со кои што може да се коригира проблемите, здравствените проблеми и имунолошките проблеми ако е квалитетна исхраната. Денеска, например, ние имаме комплетно процесуирана храна, ние немаме непроцесуирана храна во исхраната. Ако се вратите, например, 10.000 години назад, луѓето јаделе повеќе непроцесуирана храна, а повторно има луѓе кои што живееле многу долго. Значи, го тргаме на страна оној момент за краток живот во тоа минато време заради големи епидемии или војни и така натаму. Професоре, дали студеното време навистина разболува? Не, апсолутно не. Ако го погледнете, знаете, во медицината кај нас, во педијатријата и глобално во медицината, статистиката е една од многу битните елементи. Ако погледнете, например, статистичките анализи кои што се правени, најретко се разболуваат луѓето кои што живеат во северните земји. Значи Норвешка, Шведска, Данска, Финска, нели во скандинавските земји, да речеме. Скандинавските земји имаат најмалку користат антибиотици во однос на сите. Европа да ја земеме, нели како пример, целокупна Европа. Најмногу антибиотици се користат во јужните земји, односно медитеранските земји. И е парадоксално, например, дека некои членки на Европска унија користат многу антибиотици од јужните збора, па дури и некои од поголемите. Додека во скандинавските земји најмалце се користат, најмалце се разболуваат децата, а таму е најладно од цела Европа. Значи, апсолутно не е точно дека студот носи болест. Обратно е, студот носи повеќе здрави. Тоа така би сакал да го кажам, да го знаат нашите гледачи. Да се разруши тој мит, сега кога времето е многу студено, но воздухот е чист, не е загаден,
Дали е подобро да се престојува надвор или пак во топла, затворена просторија, затоплена? Она што ние стално го препорачуваме, откако ќе се роди бебето и понатаму, и додека е бебе, доенче, у првата година, и понатаму, у предшколска возраст и школска, збориме да е чист воздухот, нели? Забрана за излагање надвор има само тогаш кога температурата во надворешната, нели, атмосферската температура е под минус 23. До минус 23 треба да го шетате вашето дете секој ден барем 1 саат надвор. Оно подобро ќе спие, подобро ќе јаде и ќе биде поздраво. Јас знам... Ретко кој се охрабрува на таков чекор. Јасно ми е дека ретко кој се охрабрува. Мислам, кај нас, например, во нашава средина, вие на родители да им кажете на плюс 2, плюс 3 да го изнесат детето надвор, они ќе го облечат како да иде на Монтеверест. Нема потреба. Впрочем, видите навиката која што ја имаат скандинавските земји. Имате таму доста градинки кои што едноставно немаат кровови. Имаат само платна горе. Ладно е, ама децата се поздрави. Не дека ние се треба да ги нели челичиме децата, не знам како. Меѓутоа, објективно, ладната температура е подобра отколку високата температура. Таа носи повеќе здравје, помалку има инфекции. Па како правилно да се облече дете кога надвор е многу студено? Каде најчесто грешат родителите? Премалку слоеви, премногу слоеви? Па, еве, дали е неопходно детето да носи капа и шал за да биде здраво? Капа и шал, па кога ќе се роди не носи капа и шал, нели и чорапи, тоа не носи. Се роди бебето, се раѓа голо. Така. Вака е фигуративно го кажувам ова. Прво треба дома да се научиме. Значи, ако температурата во домашни услови, во амбиенталната средина домашна, е 25 степени и нагоре, ниедно дете не сме бебе, да речеме се, па се враќам на бебињата, пошто тие највише се облакаат, не сме да има повеќе од еден памперс и боди со кратки ракави. И ништо друго. Толку. Зошто е тоа така? И надвор кој ќе излезе, ако е многу ниска температурата, да, окей, ќе се облече нормално, нели, со јакна, нели, бидејќи е многу ладно надвор. Ама сега, ако збориме за минус 10, нели, не збориме за 18 степени. На 18 степени не му треба јакна. Зошто е тоа така? Треба да разбереме од една многу проста, едноставна биолошка причина. Дечињата трошат 120 калории по 1 килограм телесна тежина дневно. Тоа е 6 пати поголем енергетски внес отколку ние возрастните што внесуваме. Тоа е огромен енергетски внес. Замислите некој маж кој што има 80 кила да јаде 120 калории по кило на ден. Тоа е повеќе од 9000 калории дневно. Тоа е малтене атомска бомба. Тоа го јадат децата. При внесување на таа енергија, они ја користат за метаболизмот, за создавање на нови ткива, меѓутоа продуцираат и топлина. Кога ќе ги преоблечете децата, они нема како да се оладат и постои ризик од дехидрација, од топло. Притоплување. Да, апсолутно. Малите бебиња дури може телесната температура да ја качат. Телесна температура, апсолутно ќе качат температура. Ама најстрашното е што може да дојде до дехидрација и да дојде дури и до крајно гледано и смртни исходи. Во Македонија во минатото, особено после Втората светска војна, имаше такви ситуации доста и нашите стари професори кои што за жал не се веќе ми го живите и кои што нас не учеле, они мачеле да ги научат луѓето дека треба децата помалце да се облекуваат. Значи тоа ни е оставено како наследство едно во размислувањето. А дали доколку детето е преоблечено и надвор трча и се испоти, кога е студено, ќе се разболи? Не, апсолутно не. Слушаме родители како велат, немој да трчаш, ќе настинеш. Као што немој да јадете сладолед, ќе ве фати грло. Ќе го продискутираме и тоа. Добро. Не. Значи, разболувањето подразбира внес на вируси или бактерии. Значи, вирусите, дали е тоа вирусна инфлуенца, или грип, дали било кој вирус, да не ги именуваме сите, или некоја бактерија,
кога ќе влезе во дишните патишта кај детето, ќе му направи инфекција, горно респираторна или долна, или во цревата, например, па ќе направи пролив, тогаш ќе се разболи. Детето може да се разболи ако вие кашлат, ако сте вие болни, например, во една средина каде што има други дечиња и некој дете е болно, кашла во него, му пренесува вируси и бактерии и сега родителите, кога ќе го изнесат од градинка, поладно, ќе рече ми настина детето. Не. Оно е болно затоа што примило вируси и бактерии кои што се потентни и прават инфекција. Во ладните средини, во ладната средина, кога е ниска температурата, инфекциите се поретки. Поретки се. И не треба да се плашат родителите од тоа да го изнесат детето надвор. Впрочем, децата имаат феноменален механизам да покажат кога им студи. Они ќе покажат, они се почнуваат да се тресат малце, да се мрдаат, дури знае некоја шустичката малце, дури и да помодри, нели кога им студи. Кога им е топло, они немаат како да покажат. Немаат биолошки како да покажат. Тога да не треба да се плашат родителите од тоа. И сега тука се наметнува прашањето колку долго се препорачува да се остане надвор кога е студено. До минус 23, барем 1 сат. А важна ли е возраста на детето? Не е битна. Не е. Од втор ден на... Значи за сите важи истото. Како ќе излезем... А надвор, колкава е температурата, споминавте? Не, проблем. Прашањето е само да е чист воздух. Само да е чист воздух. Да. А доколку детето е настинато? Не, ако е исто така. Може исто така да може престои да надвор? излезе, апсолутно. Сега доколку нема температура. Дури е добро да излезе, затоа што знаете кога сте во една затворена средина дома, кога сте во една затворена средина, кога детето е настинато, да речеме, или има грип, или има ангина, да кажеме, го држите внатре, оно дише, кашла, нели, пренесува микроорганизми кои што лесно стојат во просторот околу него, лесно се пренесуваат на домашните и ние денеска добиваме ситуации да некој дете има позитивен бриз и тогаш сите родителите и сите домашни имаат позитивен бриз, затоа што се врти у круг. Затоа е битно да се проветрува просторот, битно е да... Дури кога е студено да се отворат прозорците, да влезе чист воздух, доколку надвор секако не е загадено. Затоа им посакав почист воздух. Ја не гледам дека некој многу озбилно се зафаќа со таа проблематика во нашава средина, али тоа е трагедијата наша. Но ако е загаден воздухот, еве како што е кај нас, нека запалат кола, нека се качат на водно, еве за Скопје збориме, нека се качат на водно горе, нека го прошетаат 1 сат детето и нека се вратат дома. Да се искористат ли празничните денови за посета на некој планински центар, кај што има снег? Да. Некои родители не сакат студено време, па се одлучуваат да прошетат кај што е потопло. Дали тоа е варијанта? Знаете како, тоа се веќе објективно навики. Тоа се семени навики. Не можете некого кој што никогаш не се качил на ски, така да го кажам фигуративно, или не се качил на планина, да го терате да мора да се качи на планина. Но повторно е избор на убаво место кое што е помалку загадено. Тоа е суштината. Се што е помалку загадено е оптимална варијанта. Да, апсолутно. Сега, кога станува збор за загреани и затворени простори, каде што воздухот е сув, како сето тоа влие врз слузницата на носот и грлото кај децата? Ние бараме, значи слузницата на нос, душникот, плуќата, нели, бара одредена влажност, но не хипервлажност, да не е претерана влажноста. Знаете како, тоа ви е као кога вие сега би отишле во средини каде што е влажноста 96%, ние не сме, да речеме, не сме научени на тој систем. И таму, да речеме, во некои земји такви, каде што е многу висока влажноста, луѓето повеќе се под клима, под вентилирана средина. Меѓутоа, одредена влажност треба да постои за да се навлажнува самата слузница на дишните патишта. Не да е претерана, но не да е апсолутно сува. Знаете како, компаративно се вака да кажам да ме разберат родителите. Не е исто да ставите еден човек во Сахара и да го ставите, например, во Сингапур. Значи, каде што има голема влажност, например, и каде што има екстремно ниска влажност. И таму треба период на адаптација, и за децата, и за возрастните. Значи, ова зборам у форма на екстреми.
Меѓутоа, влажноста дома, ако е најубаво е да се има дома термометар кој што мери и влажност. И најубаво е да се има во овакви средини наши, како што е нашава држава, најмногу нашиот град, па и други градови во Македонија кои што се загадени, некој пречистувач овлажнувач кој што го чисти воздухот во домашни услови. А дали прегреаниот воздух во домот може да го зголеми ризикот за инфекции? Да. Прегреаниот воздух, да. Затоа што ако не е овлажнет, он го суши белодробието, полесно се пренесуваат микроорганизмите и, да речеме, родителите кои што нормално се движат на работа, се трчаат ваму-таму, они лесно може да ја пренесат инфекцијата кај децата. Сега доаѓаме до прашање кое што е многу популарно, дали во зимските денови децата смеат да јадат да пијат ладни пијалоци или пак да изедат еден сладолед? Ке ви одговорам директно на тоа, но морам да ви кажам дека, например, е многу интересно дека нашите колеги оториноларинголози, ушните лекари, што ги велиме, кога прават операција на крајници, прво што даваат кај децата после операција е сладолед. Значи, правеле вадење на крајници, нели? Даваат ладно. Сладоледот, сега го збориме него, не зборам за ледена вода, зборам сладолед у смисол млечни сладоледи, да кажам. Нели? Тие се, кога ќе ги извадите од фриз, кога ќе ги ставите во тањерче или болче некое мало, ќе почекате малку, неколку минути, кога ќе почне да омекнува, тој станува некаде плюс 4 до плюс 8 степени. Тука негде му е температурата. Идеална температура да детето го јаде. Затоа што тоа е едноставно физика. Кога зимате ладен сладолед, да речеме, или сок, он ги стега, значи малце го лади грлото и ги стега крвните садови. Им смета на бактериите тоа. Кога вие ќе земете чај, имате, да речеме, болки во грло, и земате чај. Чајот е потопол од телесната температура, може да го загрее малце грлото повеќе и во прв момент ви е подобро. Меѓутоа ги отвара крвните садови. Васкуларизацијата е поголема и ширењето на микроорганизмите во грлото може да е поголемо. Впрочем, имате места на планетава Земја каде што ангина се лечи со снег. Јадат снег. Ангина, што е инфекција бактериска. Јас некогаш и у шега го зборуваме тоа, знаете, ние имаме, тоа се наши навики, од тоа тешко се одвикнуваме. Меѓутоа, објективно кај нас ве фаќа грло од ладен сок од фрижидер или од сладолед и ве фаќа половина од промај. Да, тоа се најголемите непријатели на човековото здравје. Така. Иако тоа не е баш така, провев треба да има, провев зборам да се обнови воздухот, нека јадат слободно ладна храна, нема никаков проблем, зборам за овие храни, впрочем тоа и е добро. Така, значи, кога сме излезени надвор и кога некогаш, ќе седнеме во ресторан и ќе побараме сокча, велиме во сокот да нема лед за детето. Зошто да не? И покрај тоа што е ладно, тоа може да се дава. Може да се конзумира. Сега прашањето со сокот, сега ме повлековте, морам ова да ви кажам нешто многу. Дека сокот не се препорачува кај деца. Па да, соковите се секогаш најлошиот дел од овошјето. Мисля, чини дека Светската здравствена организација издаде препорака да не се дава сокови, да не се даваат сокчиња кај деца до прва или до втора година. Да, апсолутно. Озбилни компании кои што се бават со производство на органска храна за деца не произведуваат сокови, произведуваат овошни пиреа. Меѓутоа, сакам да ви кажам за сокови, кај нас е така една, да кажам, модерна ситуација. Вие влагате во некој ресторан и нарачувате цеден портокал. Или тоа е вака... Звучи како здрава варијанта. Како здрава варијанта. Меѓутоа, кога го правите портокалот цеден, или цитрусните овошје, да кажеме, сега ги земав нив као пример, онаа пулпата што лета, што се фрла, суштински таму е златото на тие овошја. Таму се биофлавоноидите, фитостеролите,
Таму има молекули кои што се антибактериски и антивирусни, делуваат на повеќе од 820 патолошки вируси и бактерии. И сега ние правиме сок, го пиеме сокот, а тоа што е највредно го фрламе. Затоа е препорука да овошјето се јаде, а не да се пие. Тоа е суштинска препорука. А има ли некои други намирници кои што би можеле да ги посочите, за кои што родителите сметаат дека се здрави, а да речеме содржат скриени шеќери? Еве некои продукти кои што може да ги наведете како здрав старт на годината, а наменети за деца? Па, знаете како здрав старт на година... Добро, новата година и Божик сега овие денови се денови кога се јадат повеќе типови на храни. Објективно, како што и на почеток рековме, и често јаглени хидрати, но што би сакал суштински да ги препорачам на сите родители што цело време го зборуваме. Ние живееме на овој простор, значи ние сме генетски предодредени на одредени храни. Значи нас ни е генетски предодредено да јадеме, тоа со милениуми години назад, да јадеме храни кои што растат на нашето поднебје. Во нашево поднебје имате патлиџан, пиперка, краставица, пример зборам, нели, прас, кромит, нели, зелка, да, се она што го има, што расте на овие простори. Кај нас не расте авокадо. Не расте, значи многу од тие тропски овошја. Тие не треба да се доминантна храна кај нас. Затоа што ние немаме соја, например. Ние немаме генетска предиспозиција за користење на тие храни. Не дека не треба да се внесат. Не викам но да не доминираат. Но да не доминираат. Имате една парадоксна ситуација интересна. Например, во нашата така наречена црвена пиперка, што ја викаме ајварка, жива, имате повеќе С-витамин отколку во лимонот. А сепак велиме да си исцедаме еден лимон да внесем заради витамин С. С-витаминот. А С-витаминот, пак од друга страна, ако го гледате хемиски, ако го ставите термички обработите на 52 степени, веќе почнува да се разградува. Затоа е добро да ги научиме нашите деца да јадат непроцесуирана, дел од храната да биде свежа. Да. Значи, се не треба да ја избегнеме храната која расте кај нас. Тоа е нешто што е многу важно, многу значајно. И да речеме, како што и на вашиот телоп, сега го погледнав па видов, растат, например, морков. Морковот е дел од нашата храна. Да, што има, само да не е прска. Нели? Така, да не е полн со пестициди. А кога станува збор за зимските денови, нема доволно сонце, потребна е суплементација со витамин Д. Колку би требало во овие зимски денови децата да зимаат витамин Д за да бидат здрави? Витаминот Д е тема на многу наши дискусии педиатриски и воопште медицински дискусии. Витаминот Д ние долги децении уназад, нели, го врзуваме за метаболизмот на коските. Во последните некаде 20 на години се виде дека тој има многу значајно влијание врз имунолошкиот систем. Денеска се потврдени неговите ефекти во тој дел. И за жал, доминантното стварање на витамин Д во кожата од под влијание на ултравиолетовите зраци, одредени молекули кои што се од холестеролската група, па се создава Д-витамин, и понатаму во неговиот метаболизам, сега да не ве замарам со тој метаболизам, меѓутоа ние прво не сме научени многу да излагаме на сонце. Да не речем го избегнуваме сонцето, од една страна. Од друга страна, и во летните месеци, кога треба да излагаме на сонце, не многу се излага, или е тоа екстремно кратко. Децата се шетаат, нашите родители идат на одмор на море, например, и ги шетаат децата во 8 сабајле или во 5, 6, 7 навечер. Тогаш Д-витамин нема да се направи во кожата. Така, кога е најакото сонце, всушност се... Ама треба 10 минути, 15. Например, во 12 часот на ручек, кога е најтопло, нели, кога е сонцето над 45 степени агол
на хоризонтот, тогаш се создава D-витаминот. Сега, зашто ова се го кажувам? Затоа што ние имаме доста опречни моменти кога зборуваме за дозата на D-витамин. Прво, D-витамин мора да примаат децата. Првите 2 години мора да примаат, секој ден. И да излагаат и да не излагаат на сонце. Кога излагаат, особено во зимските месеци, нема создавање на D-витамин, затоа што за кожата, затоа што се премногу облечени. Суплементација треба да се направи. D-витаминот мора да го внесат зависно од возраста, тежината, и тие дози некогаш, не зборам за бебињата каде што е од 400 до 800 единици на ден, тие идат 1200-2000 единици, па и повеќе, зависно од динамиката на растот. Дозата на D-витамин се менува во зависност од растот на детето. И моето последно прашање во денешната емисија е колку време му треба на детскиот организам да се ресетира, односно да се врати во нормала по празничните денови? Мислите... Бидејќи се враќаме повторно на почеток, значи многу јадење на благо, недоволно сон, намалено движење, седење на таблет, пред екран. Тоа е нешто што е реално проблем, али под недела дена многу тешко. Многу тешко ќе го вратите детето за 24 сата. Треба да сте малце груби и сурови за во првите 24 сата да го вратите во оној ритам на функционирање стандарден. Треба постепено. Ке децата ништо не треба да се прави со сила. Ве молам, тоа е моја последна препорука, мислам, зборам за емисијава и генерално која сме збореле. Имајте во предвид дека децата бараат само 2 работи во животот. Тоа е храна и љубов. Не со сила ништо. Значи, ресетирањето не треба да е со сила. Треба полека, нежно, фино, со многу љубов кон нив. Колку повеќе љубов им давате, толку правите поемпатични луѓе. За жал, ние гледаме многу груби луѓе денеска. Тоа значи луѓе кои што не примале љубов као деца. Така, храна и љубов. Тоа е за крајот од денешниот магазин за родителство. Ви благодарам многу за вашето гостување во денешната емисија. Благодарам. Почитувани, ова беше се во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви посакувам убави божикни празници. Пријатно.